Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдевте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, 17:10 секогаш сме тука за вас и со вас, за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде и денес. 29 септември беше светскиот ден на срцето. Се одбележа, го одбележа и во нашиот главен град, и во нашава земја. И се разбира, тоа е поводот за да и ние како емисија која што е од областа на здравството ја опфатиме оваа тема, односно срцевите заболувања. Ми се чини дека на светско ниво број 1 се уште се кардиоваскуларните заболувања и некако секогаш границата се поместува. Значи се одбележа, како што кажав, и кај нас, меѓутоа за некои поконкретни информации ќе кажам малку подоцна. Сега на почеток би побарала од режија да ги пуштат оние наши покровители кои што ни се во оваа 10-та јубилејна сезона, за да видите нешто повеќе за нив. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рбетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атик-кор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Да, како што кажав, значи на 29 септември се одбележа светскиот ден на срцето. Значи само колку за кратка информација да кажам што тогаш изјави министерот за здравство, значи речиси 31% од смртноста во земјава се должи на кардиоваскуларните болести, а загрижувачки е фактот и дека се бележи тенденција на пораст на срцеви заболувања кај се помладата популација. Тоа е тоа што го кажа министерот за здравство. Меѓутоа, затоа денеска овде со мене во студиото е доктор Крумен Наумовски, кој што е специјалист интернист и ни доаѓа од приватната ординација Атик-кор, која што е и дел од, можете да забележите, од покровителите на оваа 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, за која сум на сите благодарна многу и се разбира со него ќе поразговараме за сето она што подразбира срцеви заболувања. Значи какви се срцеви заболувања постојат кога треба ние да се посомневаме во однос на оние симптоми кои што треба да ни укажат дека станува збор за некој проблем со срцето. Значи пак ќе кажеме малку подетално и за симптомите, за превенцијата, за причинителите, значи на што треба да внимаваме, какви се срцеви заболувања постојат, што значат тие, нели поконкретно за секој од нив. Да го поздравам доктор Крумеј и да му посакам добре дојде во новата сезона. Доктор Крумеј, ви благодарам што сте покровители на емисијата Ваш термин. Ви благодарам и на вас за поканата и ви благодарам за учеството во вашата емисија. Почестен сум и да ги поздравам вашите гледачи и би поразговарале, баш би сакал да ставам од
старт акцент на тоа како треба да водиме грижа за и превенција за нашиот стил на живот, за да спречиме, нели, за да не добиеме некое срцево да не дојдеме до заболување, да не дојдеме до, нели, тие проблеми на секојдневиево во кое што, нели, забрзан живот, стресен и брз, да кажам, и значи секој треба да најде некој вид на вентил со кој што ќе може да кажам да се релаксира, да има, нели, слободно време во кое што ќе се отпушти, ќе го релаксира својот кардиоваскуларен систем и нервниот систем пред се и да придонесе за превенцијата. Да придонесе за превенцијата за секое добро, нели, пред се за нивното добро, а и за да имаме ние што се вика полесни случаи, помалку работа, да се нашалиме малку, повеќе здрави луѓе. И сега јас тука ќе ве поканам и вас, а и нашите гледачи да го проследиме прилогот кој што јас го подготвив, накратко ќе ни посочи некако за сите срцеви заболувања, па би попарала од режија да го пуштиме прилогот, да го погледнеме сите заедно, а потоа нели ќе започнеме и со оние информации кои што треба да ги доставиме до вас. Кардиоваскуларни болести е општ термин за нарушувања кои влијаат на срцето и крвните садови. Тука влегуваат коронарната артериска болест, срцевиот удар, мозочниот удар, хипертензијата, периферната васкуларна болест, хроничната срцева слабост, ангина пекторис и аритмија. Кардиоваскуларните заболувања продолжуваат да бидат најчеста причина за смрт во индустриализираните земји. Во светот, кардиоваскуларните болести се одговорни за 1 на секои 3 смртни случаи, што во превод значи 17 милиони луѓе низ целиот свет секоја година. Кардиоваскуларните болести се болести на срцето и на циркулаторниот систем и според клиничките манифестации може да се поделат како болести на срце или исхемични болести на срце, цереброваскуларни болести и болести на периферната циркулација. Според овие клинички манифестации имаме и различни симптоми. Фрапантните бројки на пациенти кои секојдневно се диагностицираат со болест на кардиоваскуларниот систем е аларм дека мора да се направат напори за намалување на појавата на истите. Повеќе од 50% од светската смртност отпаѓа на овие болести. Околу 17 милиони годишно пациенти умираат од кардиоваскуларни болести во светот или во Европа, околу 6 милиони годишно. Овие бројки, пропратени со високата смртност, високиот морбидитет, високата инвалидност, представуваат сериозен општествен проблем. Светската здравствена организација презема низа мерки за да се справи со овие болести. Затоа со право, денес се вели дека кардиоваскуларните болести се епидемија на денешново време. Во основа на сите кардиоваскуларни болести, некаде во 95% кај кардиоваскуларните болести, главен виновник е атеросклерозата. Атеросклерозата е биолошки процес кој се одвива со години и со старењето во поодминатата возраст таа се повеќе се манифестира во своите први симптоми и манифестации, така да зависно од тоа кој орган ќе го нападне, добиваме болести на срце, болести на мозокот, цереброваскуларни инсулти и болести на периферниот циркулаторен систем. Атеросклерозата патоанатомски доведува до стеснување и зачепување на артериските крвни садови и со тоа и веќе дава манифестации во зависност од тоа кој е таргет орган. Светската здравствена организација преку своите програми презема низа мерки за превенција на кардиоваскуларните болести. Постојат и национални програми и мерки во одредени земји со цел да се намали смртноста од овие болести, да се намали морбидитетот, инвалидитетот, се со цел да се ублажи оној негативен финансиски ефект, така да сите овие мерки се конципирани во една примарна и секундарна превенција на кардиоваскуларните болести. Да, еве, можевте да го погледнете и вие прилогот, а и ние тука во студиото со докторот внимателно го преслушавме.
и се надевам дека ова беше како една најава за она што ќе го говориме за оние кои што подоцна се вклучуваат, значи за срцевите заболувања. Доктор Круме, да почнеме првен со срцето како еден многу важен орган за нас. Што представува срцето како орган? Што можеме за него да кажеме? Па вака, пардон, по кратки црти срцето да го опишеме, тоа представува еден шуплив мускулест орган и представува една пумпа. Пумпа која што го движи два крвотока. Едниот е оксидиран, значи збогатен со кислород кој што доаѓа од белите дробови, а другиот е венскиот крвоток кој што доаѓа од вените, доаѓа до десната предкомора и оди до белите дробови каде што се збогатува со кислород. Сега таа пумпа треба да се држи во една добра форма, да кажеме во едно добро здравје. Како што кажавме на почетокот, значи стилот на живот е многу битен, навиките се многу битни. Треба да се потрудиме уште од млади да ги учиме новите генерации уште од млади да се занимаваат со спорт, со движење, со спортски навики, да избегнуваат загушливи простори, да излегуваат почесто во природа, се спротивно од она што ни се случува во денешно време, затворени сме во некои објекти, се во некои сали, така да треба што почесто се движиме, да излегуваме на чист воздух, да спортуваме, за да срцето би било во една добра кондиција, така да кажеме. Дали кога работи правилно срцето, правилно се одвива и целата циркулација на оној циркулаторен систем кој што е дел од срцето? Нормално, затоа и така се нарекува тој кардиоваскулаторен систем, срцето со крвите садови представува едно, да кажеме, тоа е медицински термин, но ќе го разберат гледачите, васкуларно корито, кое што содржи во просек од 4 до 5 литри по возрастен човек, срцето као главен двигател во тој систем е главна пумпа и да кажам мотор може слободно. Така, на движењето на крвта. Кој што да предвижува циркулацијата од главните крвни садови до најмалите периферни капилари, како што можеме да видиме од прилогот. Така. Обично, секогаш кога се говори за некој здравствен проблем, треба да почувствуваме некои симптоми, нешто што би не навело дека станува збор за некој проблем со срцето, за кои што проблеми понатаму ќе говориме какви се може да има од наједноставните срцеви аритми па се до најкомплицираните заболувања на срцето. Кои се тие некои основни симптоми кои што треба да ни укажат дека нешто не е во ред со нашето срце? Па вака главни симптоми кои што би требало да ни укажат дека нешто не е во ред со нашето срце е, да речеме, прво тешко дишење, значи задишување. Добро. Втор, како меѓу првите три главни симптоми е заморот. Значи заморот, да се почувствуваме уморни, и при помали движења, при помали активности, да осетиме замор. Трете, да кажеме, појава кај постарата популација на отекување на екстремитетите, да кажам појава на отоци, на нозете, на рацете, на глуждовите, понатака имаме, тие отоци би биле поблаги или позабележителни? Во зависност каква е состојбата, секогаш ако е на почеток, може да се периферни отоци, може да отечат малите зглобови на рацете, на глуждовите, па подоцна тоа се да прогресира, И треба да разликуваме дали се тоа ортостатски отоци, дали се отоци од седење 8 часа на работа или се отоци буквално од Така. Обично тука ќе се уфрлам кога имаме ортостатски отоци, велат ако ги подкренете нозете извесен период, отоците се намалуваат. Дали може еден тест да си направат нашите гледачи, ако не се намалуваат нозете кога ќе ги подкренете на одредена висина, тоа може да се констатира дека има срцев проблем? Па може, буквално паметна идејата, треба да се или да се придвижат или направат некоја вежба, да ги подкренат нозете и да видат дали се намалуваат отоците и подоцна превземат мерки, да се јават на својот матичен доктор, па понатака додат на секундарна, терциерна, да кажам, здравствена
денос за да се диагностицира доколку постои некој проблем. Ајде да почнеме од оние наједноставните, што се вели. Сите понекогаш во секојдневието сме почувствувале некоја забрзана работа на срцето или некое прескокнување, што не мора да значи дека е некој проблем со срцето, меѓутоа што подразбираат срцевите аритмии, дали е тоа веќе некоја диагностика која што бара некој третман? Па вака, срцевите аритмии има повеќе типови на аритмии од, да кажам, најлесни, како што кажавте и самите екстрасистоли или прескокнувања. Така. Значи се некој знак, значи до најкомплицирани аритмии кои што се атриална фибрилација или вентрикуларна фибрилација кои што треба сериозно да се пристапи бидејќи се животно загрозувачки. Значи самата екстрасистола укажува, може да се чести, може да ги приметуваат луѓето, а може и да не ги приметуваат. Така. Значи, кога ќе приметат луѓето дека се почести и кои почнат ги приметуваат, треба да се размислат зошто тие би се појавиле. Така. Дали е тоа ненаспаност, дали е тоа акумулиран стрес, дали предходила некоја расправија, дали е тоа како нешто пушат препушување, дали е препивање на алкохол. Кафето може да предизвика кафето исто? во големи количини, ако сме испиле 5-6 кафиња, исто е стимуланс голем. Кока-колата исто има кофеин многу, така да, значи, најразлични фактори до диафрагмата, како прост пример, нели, една надуеност на стомакот може да даде, нели, може и проблемите со желудникот да дадат тахикардија. Апсолутно, нели, механичкиот притисок на срцето, бидејќи тоа буквално баш лежи над самата диафрагма и една диафрагмата е мембрана која што ги дели, нели, стомачната празнина од срцето и од белите дробови и самиот притисок, доколку е надоен стомакот, би можело да направи механички проблем кој што влие на електричниот спроводен систем на срцето и прави, нели, од прости до комплицирани типови на аритмии. Така. Кои се тие аритмии за кои што треба некоја, како да кажам, кога веќе ќе ги диагностицирате, треба некоја терапија да се прима? Кои се тие аритмии? Па имаме, значи имаме прво суправентрикуларни тахикарди, тие се чести, од обични екстрасистоли, имаме суправентрикуларни тахикарди, за тие е потребна терапија. За сите, дури за чести екстрасистоли е потребна терапија. Значи ако се зачестат екстрасистолите, прво треба да видиме. Што значи ако се зачестат? Повеќе пати во денот, повеќе пати во неделата? Повеќе пати точно така. Повеќе пати во денот, повеќе пати во неделата, значи дека веќе нешто го предизвикало срцето да тоа почнува да се буни, да кажам, на некој да кажам систем дека нешто не е во ред, не функционира како што треба, дали е тоа нервниот систем, дали е тоа тиреоидната жлезда, дали е некоја анемија, исто и кај знаат слабокрвните анемиите, нели кај анемичните луѓе имаме почести појави на екстрасистоли, тахикарди, забрзана срцева работа, така да, значи, секогаш треба човек да обрне внимание и на најмал симптом, за да, поготово кај таа најсложената аритмија, атриален фибрилофлатер, значи, најбитно е да се дојде навремено на доктор и веднаш да се постави терапија, затоа што организмот ја памти, да кажам, и што подолго трае и се навикнува организмот на таа аритмија, подоцна таа останува, за жал. И го штетува срцето? Не само што го става организмот на ризик од срцев удар, од мозочен удар, туку и прави, да кажам, доживотна, треба да се пие, да речеме, доживотна терапија, антикоагулантна терапија, затоа што нели во несинхронизираната работа на срцето се создаваат вртлози. Во тие вртлози може да се создаваат тромби. Тие тромби, нели, може да направат понатамошен инсулт, удар, односно. Така да навремено откривање, навремено реагирање е многу битно кај сите видови на аритмии, поготово кај потешките типови на аритмии. Така, значи сега ова да го заокружиме, секој вид на аритмија треба внимателно да се проследи од
вас, значи како одговорни доктори, за да видите дали станува збор за нешто што не е потребно терапија или за нешто што е потребно. Тука сега ќе се обратам до нашите гледачи, сите оние кои што не следат. Значи веќе еве четврта емисија од новата сезона, ги проследивте покровителите, ако не ги, нели, ако се вклучите подоцна, делиме и подароци, па оние кои што не следат може да се јават, да се приклучат во нашиот разговор, да постават некое прашање и се разбира да се добијат некои од подароците кои што ги нудат нашите покровители. Доктор Круме, сега доаѓа кај вас еден пациент со некои од овие симптоми кои што ги посочивме, нели, на почетокот, за, нели, да се посомнева дека има некој проблем со срцето. Што вие како доктор му предложувате, какви диагностички процедури имате во ординацијата и воопшто, значи како интернисти? Па, нели, имаме една поговорка, да кажам, добра анамнеза е пола диагноза. Така. Таа е стара поговорка. Значи, треба пред се добро да го распрашате пациентот, како дошол, нели, до состојбата да дојде на доктор, што го натерало пред се, па нели, подоцна одиме со техничките методи, нели, правиме електрокардиограм, каде што гледаме каква е, нели, баш каков е ритамот на срцето, дали е тоа правилен ритам, дали има друга патологија, нели, дали има некој прилежан инфаркт. Тоа е ЕКГ, така? Да, електрокардиограм, значи тоа е струјата на срцето. Тоа е една основна постапка која што има во секоја амбуланта. Точно, да. Пардон. Луѓето не треба да првата диагностика што се прави е тоа. Предрасуди да одат, ако почувствуваат нешто, да им измерат притисок, да им направат ЕКГ во секоја амбуланта го има, значи нешто наједноставно, а може многу да ни помогне и многу да ни раскаже. Подоцна, нели, правиме ехо диагностика. Што се гледа кога правите ехо на срцето? Со ехо диагностика ги гледаме внатрешните структури на срцето, ја гледаме неговата мокност, гледаме дали има вродени или стекнати срцеви мани, гледаме, нели, колкава е моменталната физичка спрема, колка е мокноста, гледаме дали има некои последици, дали имало наназад притисок и сите други пропратни работи кои што може да се видат, нели, ги мериме сите димензии, дали се димензиите во ред, дали има некои отстапување во тие мерења и, нели... Значи сето она што ќе го видите со ехо прегледот, вас ви кажува многу за работата на срцето. Нормално. И тогаш можете да констатирате дали има некој проблем или нема некој проблем? Буквално така, да. Да преминеме малку на покомплицираните? Да. Што би значиле коронарни срцеви заболувања? Па, коронарни срцеви заболувања, самиот збор кажува дека коронарните артерии, значи, како главни има три гранки, значи, лева, десна и таа средна циркумфлекса, ја викаме, три главни артерии кои што се главни гранки, тие имаат нивни споредни, нели, подгранки да ги наречам, дека на нив има веќе наталожено или, да кажам, стеснување на луменот или на внатрешноста. Тоа е тоа што го спомена атеросклероза? На зидот, да. Значи, стеснување на зидот, баш како што видовме во прилогот, стеснување на зидот на крвниот сад, значи на главните срцеви артерии, и за тоа треба, нели, да се водат навремени испитувања за да не дојде до тоа, нели, да се прави, нели, баш ова што кажаме, навремено ЕКГ, ехо, коронарен стрес тест, за да не дојде до запушување, па за да не дојде, нели, да закасниме до понатамошно стентирање, нели, ако не може да се стентира, има и други методи, байпас, нели, премостување на крвен став, на графт и така. Кога велите, нели, стеснување на крвните садови, меѓутоа многу често некој човек, нели, еве, нашите гледачи или било, нели, ваш пациент, може би никогаш ништо да не се посомневал, а добива срцев напад и тогаш се констатира дека мора да се стентира. Па тоа е иронијата, значи може да има вака, исто е да речеме и за притисокот. 50% од луѓето не го чувствуваат притисокот. И тие не ни знаат дека имаат притисок, а притисокот, самата хипертензија почнува да ги оштетува, тој интимата, внатрешниот слој на
крвниот сад. Оштетувајќи го, холестеролот се лепи слој врз слој, слој врз слој, подоцна и се калцифицира, значи доаѓа до таложење на калциум во истиот и тој станува крут, нееластичен, нели може до 99% запушување на крвниот сад, на да има срце, така, да човек не е ни свесен. Коронарен крвен сад и пациентот да нема симптоми. Разбирате, заради притисокот, заради јакиот мускул, пациентот до 99% да нема симптоми, нели, но и одеднаш да дојде тој, или да речеме 90, и да дојде по-малце, да речеме дехидриран, и да дојде до згуснување на крвта, се створи помал тромб, помал згрушок, да дојде да направи акутен инфаркт, кој што, нели, имаме ние, тој го викаме златен час или 40 минути, во кој што се интервенира за не до изумирање на одреден дел каде што е инфарктот. Значи, треба веднаш, кога ќе се појави градна болка, сега да ги кажам симптомите веќе кога сме на таа тема, значи градната болка може да биде најразлична. Најчесто е лева страна прогредира кон левата рака, но може да биде и централно епигастрично, може да биде и во средина на стомакот, јака болка, може некојаш да биде позади во пределот на плешката, некојаш да прогресира кон вилицата, значи да се укочи вилицата, да. Најразлични симптоми може да има. Значи не мора да значи дека само ако боли левата страна, дека тогаш е срцев инфаркт. Може некогаш да се укочат и двете раце. Во двете раце да има страшна болка, пациентот да се осеќа лошо, да пребледи, да кажам да се ороси со таа ладна пот, така наречена, и да треба веднаш да се упати на клиника со цел брзо да се интервенира. Да, за среќа имаме многу напредна технологија. Нашите колеги, имаме многу спремни колеги, да морам да ги пофалам кардиолошкиот тим, да, тимот на кардиологија кој што располага со најсовремена опрема и имаме ние радиален пристап за разлика од некои многу напредни држави каде што се уште се работи феморалниот пристап, кој што ја пофалија во една прилика пред неколку години Македонија и беа вчудени видени за како во една таква мала земја со толку мали средства се работи тој радиален пристап и да кажам пациентот е свесен, буден, катетрите се меки, силиконски, значи веднаш се влегува во срцето, се внесува катетер, се пушта контраст, тоа се случува во живо време, значи се гледа дали има и каде има запушување, нели? Докторот пробува да го со тој балон дилататор да го наречам да го расшири, па да внесе буквално стенд, нели? Тоа е да појаснам на гледачите еден вид како федерче од пенкало е вака така пластично, да си замислат, да не се плашат, да не им биде тоа некој баук дека е нешто страшно, затоа што кај нас малце на Балканот ние сме сите кој ќе не заболи одиме на доктор, ние треба да удриме акцент малце на превенцијата, на превенцијата и тоа е баш би сакал да напоменам да одите на време на доктор, да не чекате да ве заболи, затоа што тогаш може би ги треба повеќе време нештото да се поправи. Така. Сега кога станува збор за атеросклерозата која што пак доведува нели до срцев инфаркт, тука би сакала да ве прашам дали можеби она обична крвна слика кога ја правиме, кога ни се покачани триглицеридите, мастите, шеќерите, дали е тоа првата, како да кажам, причина за наталожување на тие масти? Па и не мора да биде. И не мора? Да, може пациентот да има идеални масти, идеален шеќер, да има хипертензија долги години. Значи, повеќе притисокот го прави тоа, високиот притисок? Па и едно и друго. Значи, едно, друго, трето, да кажам, повеќе ризик фактори, диабетот, пушењето, јадењето на повеќе мрсна храна. Не толку мрсната храна, или брза храна. Па да кажам повеќе аглените хидрати се тие што прават штетата, нели мрсната храна лачи еден хормон лептин кој што дава ситост во организмот. Значи да кажеме едно парче мрсно месо нас ке не засети, да. А благото кога го јадеме, благото баш го блокира тој истиот лептин и аглените хидрати, затоа
луѓето кои што пијат газирано знаат дека пијат 1 литро, 2 литра кола и уште се жедни. И плюс има високо нивото на шекер во крвта, панкреасот се мачи нели тој шекер да го транспортира во мускулите, во масното ткиво, а ние сме пак дехидрирани. Вода му фали на организмот. Значи, сега колку што ме разбрав, подобро месо да каснеме него благо? Нормално, нормално или овоше. Значи, да, ако сака, на пример ако не фати навечер криза, место бараме благо, нели во ова стресно живење, се сакаме да каснеме, подобро да каснеме јаболко, малку грозје, пошто грозјето има многу шекерни единици. Сезонско овоше најубаво и една чаша вода и да си легнеме, отколку да земеме да изедеме неколку парчиња благо, па да легнеме и сите понатака да го направат. Тоа повеќе штети од колку месото. Па буквално кажано, да. Имаме гледач, ајде да го вклучиме, бидејќи немаме ни нешто многу време. Добро вечер, повелете. Вечер, поздрав до докторот и ако може едно прашање. Повелете. Пациент на 41. Да слушаме, повелете. Пациент на 41 година. Добро. Пратен со брза помош до Скопје со ите случај, со извршена коронографија на кардиологија. Добро. И без никакви наводи. Се случува при тешки физички работи замор доаѓа до покачување на пулсот на 120, 130 и со стресење на рацете. Додека други наводи имал стомачна кила која може да смета на срцето. Дали е до стомачната кила или има уште други фактори кои... Вака сега, колку што можам да забележам, не сте од Скопје, така? Да. Дали би сакале да добиете на подарок еден преглед кај доктор Круме, да дојдете во Скопје, па лично да се сретнете со него и да ве прегледа? Дали би сакале? Не знам. Извршени имам сите прегледи. Добро, ако нешто случајно се премислите, јавете се утре во телевизија, ќе ме добиете мене или мојот телефон, па ќе ви посочам јас како што. Да го прашам. Останете на линија да ве праша нешто докторот. Дали сте испитале крвна слика, рековте сите прегледи, дали сте испитале тироидната жлезда? Да, испитана тироидна жлезда, крвна слика. Добро. Ензимите на срцето се стабилни. Добро. Дали полека дојдовте во кондиција за да дигате тешки работи или одеднаш за ја најавте таа работа и почнавте да дигате нагло? Големи тежини. Нагло. Тешка физичка работа која 10-15 минути и после тоа се случува нагло качување на пулсот, нормален притисок, а тресење на раце. А дали претходно имате? Дали претходно сте го работеле тоа со години или сега почнавте да го работите тоа последниот период? Работам со години тешка физичка работа, пред 7-8 години почнав да осеќам слабост, не знаев во што е. Слабоста била зголемен пулс и губење на сила. Значи после подолго време ова го чувствувате, добро? Да. Хроничен замор. Ајде, замор некој. Останете да не проследите да видиме доктор Круме што ќе каже. Дали пред да одите на работа земате оброк? Дали имате оброк пред да извршувате таа тешка физичка работа? Некогаш земам оброк, некогаш не. Некогаш земате, некогаш не? Да. Значи, треба и тука да се размисли, не може да правите тешка физичка работа, која што бара огромен број калории, а да сте гладни и да ви падне шекерот, може да е обичен пад на шекерот, па да се излече адреналинот на надврежната жлезда, за да го покрене организмот, да го подигне и тој го крева понатака пулсот, за да го дигне организмот од, да кажам, шокова состојба, затоа што вие не знам колку работите тешка работа, значи не можете да избегнувате оброк пред да работите тешка физичка работа. Не знам дали ме разбирате. Диагнозата од интернистите мислат дека е на психичка
основа психичка база. Па се е можно со оглед на тоа дека Видете, симптомите никош се- не се случува психичката значи состојба. Треба прво да видиме дали е нешто друго, дали сте слабокрвен, дали ви е добро железото, дали ви тоа се во ред. добри Се е во ред. другите параметри. Сите Добро, резултати добро. се во ред. Добро. Ајде да бидејќи немаме уште многу време, доктор Круме, значи еве јас му посочив на гледачот, ако ако сака, нека сака, дојде, ако значи не- еве може да го добие ваучерот од кај вас бесплатен, кој што е нели Така. можност да се сретнете, еве одвоите време, дојдете до Скопје, претпоставам дека не живеете многу далеку во некој подалечен град. Појдете кај со доктор Крумубова, ќе поразговарате за се и добро би било да го најдете причинителот, бидејќи навистина оваа состојба за која што говорите не е едноставна, нели, кога се доживува. Доктор Круме, тоа е што имаме да кажеме, Да. бидејќи све е во ред, а тоа што се случува може да биде и, како што Очигледно каже не и е се во самиот. ред, да, очигледно не е се во ред, но не Да се најде според точната мене, причина, Да, не е да. најдена причината, да. Да, ама мора да се најде. Се надеваме Мора дека да ќе се најде најде, време, да, па ќе дојде до кај вас да го... така. Немаме уште многу време, сакам акцент да ставиме на превенцијата. Бидејќи нели многу заболувања има на срцето, да не ги редиме сите, веќе немаме време, меѓутоа што би било најдобро за превенција? Еве кажавме и на почетокот јас кажав што потенцираше министерот дека навистина веќе и нашиот гледач што се јави 41 година некако границите се поместуваат. Дури и јас кога пред вас ми гостувале нели соговорници и доктори за овие теми за срцеви инфаркти, ми се случило да ми кажат дека 18 годишно момче е најмладото што дошло на клиника со срцев инфаркт. Да, страшни се бројките. Значи живееме како што знаеме сите во едно брзо време, стресно време, голема светска криза, сите се во некое брзање, сите се да кажам во некоја психоза. Ако можеме да ги анализираме луѓе дали стресот е број 1 на улица, стресот е секогаш главен фактор да кажам за развој на повеќе за сите. Да не без малку за сите болести, дали на краткорочно или долгорочно, нели потоа пиењето, внесот на течности, сите нутриционисти, сите доктори треба многу вода да пиеме, добро. Треба да се пијат течности, треба сонот да биде нокно време. Значи тогаш се лачи хормонот за раст. Она време кога е предвидено за спиење. Да, тогаш се регенерираат сите клетки, сите органи. Тогаш сите стари клетки нели се заменуваат со нови клетки, нели сите клетки имаат да кажам рок на траење најмногу до 7 години, така да целото тело на 7 години се обновуваме. Затоа ни е потребен сонот за да се ни се затоа е потребен сонот, затоа е потребно излегувањето на чист воздух, во здрава средина, пешачењето. Да не напоменувам и некако да се обидуваме да бидеме посмирени, да не пушиме, да не пиеме премногу алкохол, нели се да биде умерено. Да бидеме умерени, да наздравиме со една-две чашки, да не претаруваме, нели. Јас не ги ограничувам луѓето да им нели буквално не прави воопшто да не се пие алкохол, меѓутоа да се пие за добро здравје што се вели. Да. Нели во мали количини дури е здраво. Нели црвеното вино, една чашка ракија, една чашка аперитив со ручек, така да не ги ограничуваме во целост, нели, но мора да се каже дека во големи количини исто кога да смизеле да кажеме шеќер една чаша или ако туку го пиеме жесток алкохол или вино повеќе во големи количини напона, нели тоа е правено од шеќерни единици, од ферментација на грозје или слива или кајсија. Така да превенцијата, сите алкохолни пијалоци, така да превенцијата е број 1 за да не дозволиме да дојдеме до овие тешки заболувања. Треба да внимаваме и да нормално што повеќе спорт, што повеќе чист воздух, одење во село, одење во природа. Значи едноставно еден ден на село или еден ден да речеме во природа, да, ние јас пошто сум практикувам некогаш искочам и на риболов, има една рибарска поговорка, вика еден ден на риба, 2 дена живот продолжува, така да
Нешто да тука најдеме малце што ќе ни Да, нешто, некој вентил, Так. буквално нешто што ќе не опусти. Што ќе не ослободи да, од стресот и кога од се вратиме да секојдневието. видиме да ни се наполнат батериите, да видиме полни со елан за следната недела и така да се рестартираме, да знаеме сами како себе да си најдеме некој механизам за заштита, Так. за да можеме да преживееме во овие времиња што следуваат. А денеска исто и е светскиот ден на менталното здравје, Така. 10 октомври. И во контекст на тоа, со оглед на тоа дека бевме во пандемија, дали можете да забележите од целиот тој стрес и целото тоа нарушено ментално здравје што го имавме сите, не сакајки, нели? Континуирано живеевме под стрес 2 години, нели? Уште живееме. Да не се заразиме од COVID-19, дали има и чувствувате некои последици, дали од прилежан COVID или пак од тој продолжен стрес континуиран, што делувале врз здравјето на срцето и бидејќи со тоа секојдневно се соочувате. Нормално. Секојдневно гледаме случаеви кои што нели се се поврзани или со COVID или? Нормално, секојдневно. Секојдневно од тироидна жлезда до гастритис, до нарушување на гастроинтестиналниот тракт, до оштетување на бубрези, буквално сите органи, до неурогена бешика, појава нели на нокно мокрење. Буквално нели луѓето се пореметени од секојдневниот стрес, се што се случува не е само короната као корона, значи ова што се случува нели кризава нели цело време. Ова сега е плюс некако дојде. Да. Значи се наоѓаме во некој вид на војна, не знам како да ја наречам сега, да бидеме објективни, ама нели сите реагенси поскапуваат, сите акцизни роби поскапуваат, а платите не остануваат исти, да. Така да автоматски, математички се е против нас. Така, и меѓутоа луѓето размислуваат кога ќе пресметаат на крај, нели, се наоѓаат во некоја тешка ситуација. Меѓутоа, ајде вака да ги посоветуваме ние дека ништо не е поважно од здравјето. Значи, ќе се најде сите сме гости овде. Ќе се најдат средства за да можеме некако да го поминеме овој тежок период, меѓутоа треба навистина да бидеме посмирени, да водиме здрав живот, да не се нервираме многу, бидејќи како што кажавме стресот е број 1 за сите проблеми со здравјето и колку што можеме да практикуваме здрава исхрана и многу да се движиме. Доктор Круме, јас ти благодарам за денес. Имавме така некако кратка, меѓутоа ми се чини дека многу корисна емисија. Доста работи кажавме до нашите гледачи. Така, па се надевам во некое следно издание, па можеби ќе опфатиме некој друг проблем. Ве кажавте гастроинтестиналниот тракт, кој што навистина е многу чест проблем во денешница. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Поздрав да гледачите. Почитувани гледачи, тука ќе поздравам и јас за денес. Се надевам дека бевме корисни со овие сите информации кои што ги доставивме денес до вас, уште повеќе што се однесува на нашиот највитален орган, а тоа е срцето. Ви благодарам за вашето внимание. Останете во добро здравје, имајте убав остаток од денот, а ние се гледаме за 7 дена во исто време.